Добар ден, започнуваме со првото издание на Дневникот на Канал Плюс. Себе дел од настаните за регионот. По повод 2 август, истокот со низа манифестации. Во село Јастребник ќе се одржи собор во манастирот Свети Илија, во Пробиштип и Линденски турнир, а во Виничко градец за прв пат ќе се чуе звук на камбана. Одделенијата на Државниот архив на Република Македонија организираат манифестација Отворен ден на архивите. Штипскиот архив ќе биде отворен од 18 до 22 часот. Прекинуваат препораките за ослободување од работните обврски. Трудниците, хронично болните и градежниците продолжуваат со работа. Владата донесе одлука за прекинување на препораките кои се однесуваат на ослободување од работни обврски, како и укинување на рестрикцијата на работно време за ширење градежни работи на отворено. Препораките се укинуваат поради најавата од Метеоалармот на Управата за хидрометеоролошки работи дека во следните 3 дена ќе има намалување на температурите во цела држава. Надлежните служби ќе продолжат континуирано да ја следат состојбата и да преземаат мерки согласно временските услови, соопшти Министерството за здравство. Од денеска стапија на сила законските измени со кои се овозможува укинување на плаќањето при донеси за здравствено и пензиско осигурување за хонорарци. Од денеска стапија на сила законските измени со кои се овозможува укинување на плаќањето при доноси за здравствено и пензиско осигурување за хонорарци. Овие измени Собранието на Република Македонија ги донесе по скратена постапка, а според нив лицата кои оствариле приходи по основ на извршена физичка или интелектуална работа од договор на дело или авторски договор или некој друг вид договор нема да плаќаат придонес за пензиско и здравствено осигурување. Според спроведените анализи во последниве 3 месеци се реализираше и проектот Македонија вработува, кој што овозможува ослободување во период од 1 до 5 години од плаќањето на придонеси на лица што ќе бидат вработени од страна на приватниот сектор и со тоа практично околу 4000 лица во Република Македонија веќе имаат стекнато статус на редовен работен однос и за нив се плаќаат придонесите и за пензиско и за здравствено осигурување. Па според тоа, овие измени се должат и на оваа мерка, соопшти вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски. Друга причина е и трансформацијата на работниот однос во редовен работен однос и со тоа на тие лица сега им се уплаќаат придонеси и за пензиско и за здравствено осигурување, што значи кај тие лица е решено прашањето за користење на услугите и унапредување на работничките права. По повод утрешниот ден во село Јастребник ќе се одржи голем елинденски собори во манастирската црква Свети Илија. Патот до селото Јастребник е расчистен и прооден, а во општина Пробиштип и годинава се спрема богата програма за одбележување на 2 август Илинден. Ке се игра турнир во мал фудбал на повеќе на менското игралиште во Злетово. По завршувањето на финалето на победниците во мал фудбал и баскет ќе им се доделат награди каде општина Пробиштип издвои средства од 50.000 денари. Општина Пробиштип и оваа година организира скромна програма за одбележување на 2 август Илинден во Злетово. Празнувањето на овој празник ќе започне на 1 август во саботата со одигрување на турнир во баскет. Турнирот ќе започне во 18 часот, а ќе се одржи на повеќенаменското игралиште во Злетово. Празнувањето ќе продолжи наредниот ден со положување на свежо цвеќе на спомен плочата на паднатите борци на плоштадот во Злетово. Манифестацијата ќе биде придружена и со скромна програма на која што со свое обраќање ќе имаат и представници од Сдруженијето на борците, како и обраќање на председателот на Советот на општина Пробиштип. Во 19 часот на повеќенаменското игралиште во Злетово ќе се одигра финалето во турнирот во мал фудбал, кој што традиционално се одржува секоја година. По завршување на финалето ќе бидат доделени наградите за најдобрите екипи и за мал фудбал и на најдобрите екипи од турнирот во баскет. За најдобрите екипи општина Пробиштип издвои средства во висина од
50.000 денари. Празнувањето, одбележувањето на празникот 2 август ќе заврши со настап на Анета Наковска со почеток во 21 часот на повеќенаменското игралиште во Злетово. На одбележувањето на овој празник се очекуваат гости од целиот регион кои ќе имаат можност да го посетат и Лесновскиот манастир, кој се наоѓа во непосредна близина на Злетово. Со цел на јавноста да и се презентира историја на македонскиот народ низ документите што се чуваат во депоата на архивите и во исто време да се промовира архивистичката професија, а по повод националниот празник 2 август, Ден на Републиката, во сите оделенија на Државниот архив на Република Македонија ќе се организира манифестацијата Отворен ден на архивите. Штипскиот архив ќе биде отворен од 18 до 22 часот. Архивите во Македонија денес организираат отворен ден за граѓаните по повод националниот празник 2 август. Целта е презентација на историјата на македонскиот народ низ документите што се чуваат во депоата на архивите и промоција на архивистичката професија. Штипскиот архив постои повеќе од 60 години. Основната функција на оваа институција е архивирање и чување на документи од речиси сите области од функционирањето на државата. Улогата на Штипскиот архив е во чување, заштитување, обработување и презентирање на архивскиот материјал што се ствара на регионот, бидејќи ние сме одделени во составот на Државниот архив на Република Македонија, а вршиме нашата дејност се вршиме и на другите општини во источниот регион. Според бројот на документите, Штипскиот архив спаѓа во првите неколку во државата. Во архивот постојат документи некаде околу 700 фондови со вкупна количина околу 9000 архивски кутии, архивски материјал, претежно од полето на науката, образованието, политиката, црквите, верски организации и така натаму. И лични и семени фондови имаме, да. Добар дел има неде околу 27 до 30 збирки, после поединечни документи. Вратите на архивот се отворени така што секојдневно овде доаѓаат по десетина граѓани со барање за разновидни документи. Претежно ние работиме со странки и тоа барање да се однесуваат по полето на имотно-правните односи, работниот стаж, квалификации и такви работи, да речеме делот од образованите, да кажем, како квалификација го кажуваме, нели? Доаѓаат да поднесуваат барање, ние во нашите фондови вршиме преглед, наваѓаме, фотокопираме, заверуваме уредно и ги испраќаме овие. Во рамките на отворените денови, денес од 18 до 22 часот, во просториите на архивот ќе се организира поставка со презентација на значајни документи од минатото на Штип, меѓу нив и со разновидни стари тапии, како и документи од времето на Гоце Делчев. Општина Македонска Каменица позитивно одговори на 450 барања за легализација на бесправно изградените објекти. Надлежните апелираат да побрзаат да ги покрепат своите барања со геодетски елаборати, бидејќи крајниот рок е до крајот на оваа година. Во општината Македонска Каменица досега се поднесени 1352 барања за легализација на бесправно изградените објекти, од нив за 450 решенија општината позитивно одговорила, додека поголем дел од нив се во постапка за решавање. Поголем дел од останатите премети се во постапка на решавање, од нив дел се чека мислење од институции, а дел се чека решавање на имотно-правните односи од страна на барателите. Крајниот рок за доставување на геодетски елаборати согласно измените на законот е до крајот на оваа година, па затоа од општината апелираат граѓаните да побрзаат да ја завршат оваа постапка. И замолуваме сите баратели да го запазат тој рок, да ги достават геодетските елаборати, во спротивно согласно измените на законот, постапката по нивните предмети ќе биде прекината. Инаку најголемиот број од барањата во Македонска Каменица се однесуваат на општинскиот центар Македонска Каменица, но и на легализација на своите куќи, викендици, гаражи, стопански и други помошни објекти, претежно во селата Луковица, Косевица, Саса, Цера, Дулица, Моштица и Костиндол. Со цел да се подобрат условите за посетителите во бања Кежовица, раководството постојано со нови активности. По реконструкцијата на машката бања и плафонот во женската, ќе следува целосна обнова на делот со тушевите. Ова лето посетеноста во бања Кежовица е претежно во сместувачкиот дел со корисници на бањски услуги надвор од градот и од државата. Раководителот на работната единица бања Кежовица, која е во склоп на јавното предпријатие ИСАР, вели дека во моментов капацитетот е исполнет. Некаде до октомври сме, во најава сме исполнети, така да има некои исклучици каде што може да остапиме во корист на нашите гости. Тие луѓе доаѓаат во текот на летниот период, ги користат
сместувачки одел и ги користат секој оние капацитетите и условите на терапијата, значи. Јанев истакна дека бањата Кежовица располага со 14 простории, односно 34 легла, од кои 90% од летниот период секога се исполнети. Слободните легла се исполнуваат со вонредни гости кои немаат резервирано. Традиционално секоја година бањата Кежовица ја посетуваат и странски гости. Таков е случајот и оваа година. Доваѓаат луѓе и од Европа широк, од Франција имаме гости, некаде доваѓа. Сега моментално од Србија имаме гости, така да ги знаат условите и така постојано сме посетени од нив. Оние кои што еднаш веќе дошле, здрави живи, секој година ги користат условите на бања. Некои дури по 2 пати или до 3 пати доваѓаат во текот на годината, во текот на летото, Токму поради редовните посетители, но и за сите нови кои за прв пат ќе ја посетат Штипската бања, раководството последниот период го искористи за нејзино реконструирање, со цел да се подобрат условите за престој. Осовременен сместувачки одел, машката бања е целосно обновена, реконструиран е тавански одел на женската бања, а наредна активност е целосно преуредување на делот каде се сместени тушевите. Со асфалтирање на пристапниот пат, активност која започна во текот на вчерашниот ден, ќе се дефинираат планираните активности на новото раководство на бањата Кежовица. Во четврток ќе се одржи инфоден со земјоделците од Малишевијата. Ќе се разговара за мерките 101, 103 и 302 преку презентација за можностите и условите за користење средства од ИПАРД програмата. Презентирање на мерките 101, 103 и 302 ќе биде една од главните теми на разговор во рамки на инфоденот за презентација на можностите и условите за користење на средства од ИПАРД програмата. Инфоден кој во општина Берово ќе се одржи на 6 август оваа година во големата сала за состаноци со почеток во 20 часот. По повод најавата за објавување на јавен повик за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД програмата, секторот за управување со ИПАРД фондовите при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе ги запознае заинтересираните страни за можностите за инвестирање кај земјоделските стопанства во делот на нивното преструктурирање и надградба за постигнување на стандардите на Европската унија. Исто така на овој инфоден ќе бидат разгледани можностите за инвестиции, за преработка и маркетинг на земјоделските и рибни производи со нивно преструктурирање и надградба за достигнување на стандардите на Европската унија. Освен ова ќе се разговара и по мерката 302, која значи диверзификација и развој на руралните економски активности. Ромите живеат во 64 од вкупно 85 општини во државата. Приближно 45% од ромската популација во Македонија живее во 10 општини. Ромското малцинство ужива повеќе привилегии во нашата држава. Една од нив е бесплатната партиципација на ромските студенти на Универзитетот Гоце Делчев. Ромското малцинство ужива повеќе привилегии во нашата држава. Република Македонија е член на декадата за вклучување на ромите 2005-2015, како политички ангажман од европските влади да се подобри социоекономскиот статус на ромите, здружување на владите, владини и невладини организации, како и ромското граѓанско општество, за да се забрза напредокот кон подобрување на благосостојбата на ромите. Пред се напорите кои што ги правиме се во однос на подобрување на образованието кај ромската популација, во однос на нивното вклучување во образовниот процес. Исто така поголем дел од здравствената состојба во однос на остварувањето на социјални и здравствени права. Значи во оваа област исто и така имаме доста напредок, каде што поголемиот дел од ромската заедница веќе имат поголемиот дел здравствено осигурување. Тука можем да ги напоменам како позитивна пракса вклучувањето на ромските здравствени медијатори, кои што се како линк помеѓу заедницата и здравствените институции. Во однос на другите институции можем да кажем дека повеќе допринесува и мерките за активно вработување. Македонија представува пример за регионот во спроведувањето на декадата за ромите. Имено на половина од декадата доста голем напредок е постигнат во образованието. За пример е стипендирањето на над 600 ученици, како и бесплатната партиципација на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Веќе во високото образование можем да кажем дека она што е како привилегија е со соработката со Универзитетот Гоце Делчев од Штип, каде што можем да кажем дека веќе, како што е и отворен самиот универзитет, секоја година студентите од ромската заедница ја уживаат она позитивна пракса, односно во прва година се ослободени од плаќање на партиципација. Со воведувањето на оваа привилегија значително е зголемен бројот на ромски студенти, и тоа не само од Штип, туку од цела држава, бидејќи оваа мерка ја има само на Штипскиот универзитет, додава Адемов.
Колку за подсетување, пред 10 години имаше само од 3 до 5 студенти, а сега веќе бројката изнесува 154, што зборува за фактот колку можностите во однос на високото образование се овозможени за ромската заедница. Во приватниот авион од типот Phenom 300 кој во петокот се урна во Јужна Англија, загинале 4 лица, потврди полицијата во грофовијата Хемпшир, а саудиските и британските медиуми пренесуваат дека патниците биле роднини на убиениот челник на Ал-Каеда Осама Бин Ладен. Поранешната прва двојка на САД, Бил и Хилари Клинтон, во периодот од 2007 до 2014 година пријавила вкупен приход од речиси $139 милиони, покажуваат нивните даночни пријави за последните 7 години, што вчера беа обелоденети од изборниот штаб на претседателскиот кандидат Хилари Клинтон. Во првата половина на тековната година во Австрија се поднесени 28.311 барања за азил, што е повеќе отколку целата мината година, соопшти Министерството за внатрешни работи на оваа држава. Полека но сигурно фудбалскиот клуб Брегалница го одигра и последниот пријателски надпревар пред почетокот на новата сезона. Со резултат 0:0 против Пелистер, Штипска Брегалница на домашен терен го одигра овој пријателски меч пред почетокот на реновирање на градскиот стадион во Штип. Брегалница под водство на Костов, 19 поврзани надпревари меѓу правенствата и пријателските мечеви, не знае за пораз. И таа серија продолжи и по пријателскиот меч, игран по пеколните температури во Штип. Фудбалскиот клуб Брегалница своите надпревари од првата македонска фудбалска лига во новата 2015-2016 сезона како домакин ќе ги игра во Кочани, а првиот ривал на сините е екипата на Работнички. Новата сезона започнува на 9 август. Ова е се во ова издание на Дневникот. Следниот Дневник е во 20 часот. До тогаш останете со нашата програма и имајте пријатен ден.